Ќе почнам со следните зборови. Ние сме народ кој чекаме ново небо и нова земја. Така ли? Да, ние сме народ кој што чекаме ново небо и нова земја. Со други зборови, чекаме да се оствари откривение, која глава? 21 и 22 глава. Што вели тамо Јован, Бог преку него? И видов ново небо и нова земја. Ние живееме за тој свет, каде што еднаш за секојаш ќе бидеме со Исуса, каде што еднаш за секојаш гревот, злото и страдањата ќе им биде крај, и каде што еднаш за секогаш нема да се плашиме од ништо. Ќе се радуваме и сите наши копнежи што ги имаме длабоко во нашите срца ќе се остварат. Ново небо и нова земја. Ние сме народ кој што тоа го чекаме. Но зошто ново небо и нова земја? Зошто? Затоа што со ова небо и со ова земја нешто не е во ред. Не ли е така? Ова не е налик на оној свет што Господ го создал на почетокот. Да, Бог создал ново небо и нова земја на почетокот. Бог кога создал на почетокот што рече, и виде Господ се што создаде и се беше добро. Тогаш беше добро. Ама сега веќе не е. Затоа што се појавил гревот. И затоа ние како луѓе не сме само чекатели на ново небо и нова земја, него сме ние народ кој чекаме уништување на гревот. Бидејќи без уништување на гревот нема небо, ново небо и нова земја. И затоа ние не чекаме само да се исполни откривение 27 и 22. Ние претходно очекуваме да се оствари откривение 20 глава. А зошто? Во откривение 20 глава што имаме? Уништување на кого? На гревот, на причинителот, на ѓаволот и на сите оние кои што му отвориле срце. И Господ едноставно сака тоа да се случи, да го уништи гревот за да има ново небо и нова земја. Затоа ние сме народ кој што чекаме прво уништување на гревот, а потоа ново небо и нова земја. Следно моje прашање, кој ќе го уништи гревот? Одиме чекор по чекор. Луѓето, паметните, мудрите, научните. Не. Ние немаме механизам за да го уништиме гревот и да создадеме ново небо и нова земја. Единствено Бог. Но кога ќе го уништи гревот? Кога Исус скоро ќе дојде. Еве ќе дојдам скоро. Надеж за секој христијанин адвентист. Кога Исус ќе дојде, ќе го уништи гревот и ќе создаде ново небо и нова земја. Затоа ние како адвентисти не чекаме само ново небо и нова земја, не чекаме само уништување на гревот, него чекаме Исус да дојде по втор пат. Со други зборови, очекуваме да се оствари откривение 19 глава, од 11 стих па понатаму до 16, каде што ни е представен Исус како доаѓа на конј и влегува во таа завршна борба помеѓу доброто и злото. Значи, пред откривение 22 и 21 има откривение 20, но пред откривение 20 има откривение 19. И тука во 19 доаѓа Исус по втор пат, го уништува гревот и создава ново небо и нова земја. И ова е се убаво. Како убаво откривение тоа, логично и степен по степен тоа ни го објаснува. Меѓутоа, тука е нашиот проблем сега како адвентисти. Постои голема опасност да застанеме тука, да само очекуваме Исус да дојде по втор пат и готово. Исус ќе дојде, како што рече еден проповедник, понекогаш, тоа може да биде лулање, како луламе мало бебе, знаете, ако сакаме да заспиваме некого. Дали така го доживуваме Исуса по втор пат го ќе дојде, или тоа е блажена надеж? Ќе биде блажена надеж, ама постои уште еден елемент, кој што недостасува во ова слика што ја зборувам сега. А кој е тој елемент? Еве ќе збориме сега за тоа. И тоа ми е главната тема, ќе ја најавам, зашто ќе збориме. Но претходно да поставам прашање. Кога Исус ќе дојде? Не знаеме. Денот и часот не го знаеме. Но нешто знаеме спрема Матеј 24:14. Кога Евангелието ќе се проповеда по целиот свет, тогаш Исус ќе дојде, вели Библијата. А за да биде поефикасно проповедано, што треба прво да се случи? Што треба Божиот народ да добие претходно од Господа? Освежување од лицето Господово, за да може тоа да се оствари. Изливање на Светиот Дух. Затоа, ние не сме народ само кој што чекаме ново небо и нова земја, да се оствари откривение 27 и 22. Не сме само народ кој што чекаме да биде уништен гревот, да се оствари откривение 20. Не сме само народ кој што очекуваме Исус да дојде по втор пат, да се оствари откривение 19. Пред се,
За да се тоа се оствари. Пред се, ние сме народ кој што треба да го чекаме второто изливање на Светиот Дух. А тоа е опишено во Откривение 18 глава, од 1 до 4. И видов, што вели таму Божиот пророк. Се засветли целата земја, така ли е? Слезе ангелот Божие. Према духот на проштото, на што се однесува тоа? Кога ќе биде засветлена целата земја? Кога Светиот Дух, што? Ќе биде излиен. И какви ќе бидат резултатите, браќи и сестри, од светото изливање? Феноменални. Ако биле големи, кога на денот 50-ница тоа се остварило и 3000 се крстија, па послушате неколку илјади се крстија. А какви ли ќе бидат понатаму? Духот на проштото вели, Господ нема да го заврши своето дело со помала сила, него ли како што почнал. Ти и јас пред се треба да се молиме Светиот Дух да биде излиен по втор пат, за да може да се оствари едноставно Божиот план за нашиот живот. И еве еден текст што го сакам многу, значи, два текста од Духот на пророштвото сакам да ги прочитам, ама се за замислување овие два стиха, два цитати од Духот на пророштвото, али многу важни во овој правец. Одбрани сведоштва на 125 страна го имаме следниот навод. Ни зборува во правец колку е важно изливањето на Светиот Дух. Сите би можеле да бидат исполнети со Светиот Дух. Сите, тоа ми е главната тема денеска за која разговарам. Сите би можеле да бидат исполнети со Светиот Дух. Ами има еден услов. Ако сакаат. Ако сакаат. Има ли адвентист што не би сакал да биде исполнен со Светиот Дух? Има, нажалост. Тоа со жал во срцето можам да го кажам. Со зборови никој тоа нема да го каже. Ама со постапки понекогаш, нажалост, Бог не повикува да тргнеме од таква една ситуација. Видите таму се кои зборови ги употребува понатаму. Таму, во оние места, во оние цркви, во оние домови, во оние души, било што. Таму каде што не се чувствува потреба за Светиот Дух. Не се зборува, не се молиме, не разговараме, не го повикуваме. Таму владее духовна пустош, темница, опаѓање и духовна смрт. Таму, каде што луѓето посветуваат многу внимание за ситници, нема Божја сила, која што би ги донела и сите други благослови, кои што ни се понудени во неограничена мерка. Ова утро, Бог не повикува, драги мои браќи и сестри, Бог не повикува да го отвориме своето срце, да му дозволиме Божиот Дух да биде излиен во нашите срца, ма не само во утро. Бог не повикува секој ново утро што ни го дава Бог по својата милост. Која е првата работа према книгата Патот кон Христа, што слугата Божи, слугинката Господ Елен Вајт ни ја кажува? Која е прва работа треба да е верник да ја направи кога се буди наутро? О, Господе, ти благодарам што ми ги отвори очите. Сите мои планови, што? Ти ги оставам тебе на рака. И нека Твој Дух ме води. Ти води ме, ти усмери ме, ти покажи ми. Замислите кога адвентистите, како адвентисти, тоа ќе не биде прва задача, а не одмотстанување, па било што се фатиме за било кои други работи во нашиот живот. Ќе дојде вечер во 7-8, што направим, помина денот, а не се ни помолив на Господа. Наутро се извојуваат победите. Наутро му отвараме пат на Светиот Дух да биде излиен во мојот живот за тој ден. Барете го. Ако тоа го заборавиме, ќе се занесеме во ситници, ќе истрошиме енергија, сила и снага таму каде што ѓаволот сака највеќе да истрошиме. И што ќе добиеме резултат на тоа? Ништо. Но јас би сакал денеска да зборувам за слабата страна на слабата точка во карактерот на ѓаволот. Ѓаволот има слаба точка во својот карактер, браќи и сестри. Обично тој ни ги истражува слабите наши точки во карактерот и постојано не удира. И постојано става прст, и постојано вели, ти си слаб, ти не можеш. Ти слабичок си. Но тој има слаба точка. И Бог не повикува да се држиме за таа негова слаба точка во смисла да го повикаме Божиот Дух. Без него ние не можеме сами со ѓаволот да се бориме. И еве што вели за таа негова слаба точка. Вели, Сотона од ништо толку не се плаши, колку од тоа да Божиот народ ги тргне сите пречки, за да може Бог, без никаква пречка, да го излие својот Дух Свети на црквата која што венее.
дали приметуваме на работа. Црквата без Светиот Дух може да венее како цвеќе без вода и цвеќе без сонце, цвеќе без влага, без основни елементи да може да расте. И Бог сака да не бидеме од таква состојба, да го излие својот дух, да можеме да растеме. А јавол тоа го знае и прави пречки. И тој се плаши кога ние размислуваме за тие пречки и кога му велиме на Господа, Господе, тргни ги овие пречки. Не сакам да стојат на мојот пат помеѓу мене и тебе, помеѓу нашата црква и твојата, за да може делото твое да оди напред. И сега постане реченица, кога патот за Светиот Дух ќе биде подготвен, Бог ќе ги излие и останатите своји благослови. За ова треба да живееме, за ова треба да се молиме. Ќе ви кажам нешто, може да ќе се насмееме од една страна, болна една вистина, ќе ја кажам, не е за смеење. Знаете ли кога двајца адвентисти се среќава зашто зборуваат? На жалост. На жалост. За третиот. Да. Првите адвентисти, кога почнало покретот, да, 19 век, втора половина. Знаете кој прашање го поставувале? Што има нешто ново? А зашто? Затоа што тие го проучувале Светото писмо, немале телевизор, интернет, мобилни, сите други работи, едноставно својата концентрација, едноставно ја посветувале во проучување на Божјата реч и истражувале, вика, кога ќе доаѓаме на еден текст кој што не ни беше јасен, што правеле? Знаеме. Што правеле? Се молеле додека тој текст што? И секојаш некои нови работи доаѓале. И капетенот Бејт, Джозеф Бејтс, едно утро го прашале што има ново? Што им кажал, знаеме. Сабота е 7 ден. Открил тогаш. Замислите кога во нашите средби, нормално сега ние не сме фанатици толку па да не зборуваме за ништо друго во овој свет, само за Библијата и за други работи. Да, ние зборуваме за други работи, но замислите кога ќе копнееме да живееме за тоа ново небо и нова земја, кога тој грев ќе биде уништен, кога Исус повторно ќе дојде, кога ќе разговараме за изливање на Светиот Дух, чуда ќе се случуваат. Сакам да зборувам за, ова беше еден увод, за да можам се това да го кажам сега што би сакал да го пренесам. Сакам да зборувам за Светиот Дух, за изливањето на Светиот Дух. Во Библијата ќе кажем од една страна има малку информации за Светиот Дух, од друга страна има доволно информации за Светиот Дух, за личноста на Светиот Дух. Една од причините што Светиот Дух не зборува за себе, што вели Библијата? Кого тој го представува и кого тој го презентира пред јавноста? Исуса Христа. И за неговото аз мислимам помалку информации него за Исуса Христа. Меѓутоа, нам ни е важна неговата работа. И оно што е интересно, додека истражував и додека проучував литература во тој правец, најдов дека постојат најмалце, има повеќе, најмалце 4 слики кои што библиските писатели ги употребуваат да ја опишат работата на Светиот Дух. Ке ни треба 4 предавања да зборуваме за секоја слика посебно, денеска ние ќе задржиме само на една. А ќе ги спомнам сите 4 слики што библиските писатели ги употребуваат да ни ја приближат работата на Светиот Дух и неговото делување. Првата слика што наоѓаме за Светиот Дух во Библијата, слики, символи преку кого ни е опишена подобро неговата служба, тоа е сликата преку маслото. Се сеќаваме. Масло или уиле, било кој збор, и одма каде нашите мисли се усмеруваат. Матеј, 25 глава, нели така, 5 мудри, 5 луди, и сликата за маслото не потсеќа на кого тоа го представува? Светиот Дух. Маслото во себе има некои особини, што прикладно ни ја опишуваат работата на Светиот Дух, но тоа ќе го ставиме за некој друго проучување. Прва слика. Втора слика, Библијата го зема, значи библиските писатели го земаат символот на вода, нели така, да ни ја опишат функцијата на кого? На Светиот Дух. Два израза посебно се споменуваат. Раниот и кој дожд? Позниот дожд. И водата во себе има некои елементи што одговараат на работата, функцијата на Светиот Дух. И тоа ќе го ставиме за една друга прилика, ќе зборуваме. Трета слика што библиските писатели ја земаат да ја опишат ситуацијата, значи работата на Светиот Дух, е огинот. Нели така? Сликата на огинот, кога им застанал на апостолите, нели така, на тој ден Педесетница, и преку таа слика на огинот ни се опишуваат некои особини што ги посветува Светиот Дух. Да, огинот во себе има нешто што многу делотворно ни опишуваат работата на Светиот Дух. И тоа ќе го ставиме за некоја друга прилика. Ќе се задржиме на четвртата карактеристика што библиските писатели употребуваат
да ни се опише работата на Светиот Дух, а тоа е покрај маслото, водата и огинот, тоа е сликата на ветерот. Нели така? Ветерот е слика што библиските писатели употребуваат за да се опише работата на Светиот Дух. И затоа не можеме да ова проучување го почнеме, а ако не ги отвораме своите Библии, нели, и го прочитаме тој уводен текст, значи запишам во Дела на апостолите 2 глава од 1 до 4 стих. Ајде ги прочитам овие стиха, а потоа ќе одиме да споменеме некои важни работи за ветерот и ќе ги споредиме со делувањето на Светиот Дух. Што пишува Дела на апостолите 2 глава од 1 до 4. Кога дојде денот Педесетница, сите апостоли беа, што? Заедно, на едно место. И тогаш се создаде ненадејно шум од небото, како што? Како силен ветер, еве ја сликата. Кога дува и ја исполни целата куќа каде што седеа. И им се јавија јазици, како од пламен, кои се разделуваа и се спуштија по еден на секогот од нив посебно. И сите се исполнија со Дух Свети и почнаа да зборуваат други јазици, онака како што им даваше Духот Свети да изговараат. Да. Во овој извештај, во горната соба, во тоа место, од каде што почнало христијанството, ако можам така да кажам, Христос претходно го започнал христијанството, секако, нели така, Евангелието со голема сила едноставно се проширило најнапред во Ерусалим, а потоа каде вели извештајот? Во Самарија, Јудеја и по целиот свет. Но која слика е употребена тука? Сликата на ветерот. Дозволете ми во продолжение ќе спомнам 5 особини што ги има во себе ветерот, или воздухот, ветерот, воздухот, а кои што ќе ги доведеме во корелација со работата на Светиот Дух. И ќе видиме како овие 5 особини на ветерот ќе ги споиме со работата на Светиот Дух, да би на крајот на ова проучување завршиме со една старозаветна визија, која што е многу силна, многу значања, вредна за проучување, која што ќе стави печат на ова наше проучување. Значи, одиме да споменеме 5 клучни особини што ветерот, или воздухот, ако можеме така да кажеме, ги поседува во себе, а кој што на еден делотворен начин ни опишуваат работата на Светиот Дух. Прва работа. Ветерот или воздухот со право сите ќе се сложиме дека е што? Неопходен за живот. Неопходен за живот. Без него ние не би постоеле. Земјата што би личела без воздух? Пустиња. Марс, баш така, нели така? Сегде би владеело што? Смрт, хаос. Ние можеме цел живот да живееме без сетилото за вид, без сетилото за слух, без сите други сетила едноставно што ги имаме во, нели, како луѓе. Можеме едноставно без храна неколку седмици да живееме, без вода можеме неколку дена да живееме, ама без воздух некоја минута и тоа многу, нели така? Не можеме. Кога некој се дави, што прво се прави за него? Му даваме храна? Воздух. Веднаш да го повратиме во живот. Авиатичарите кои што летат на големи висини и нуркачите кои што одат доле под морските длабини, што носат во резерва со себе? Да. Огинот не може да се запали без воздух. Да, огинот, услов, огин, треба да има воздух. Неопходен ни. Воздухот ни е многу едноставно неопходен. И исто така и со Светиот Дух. Не можеме. Ова ни е азбука, како што азбуката ни е важна за читање, така во духовниот свет, без работата на Светиот Дух, не можеме напред ни да се помрднеме. И затоа овој правец сакам да спомнам најмалце 3 библиски стиха, кои што ни опишуваат неопходноста од Светиот Дух во нашите животи. Првиот стих во Јов, книгата за Јов, вие знаете, тој познат извештај што го имаме, познат стих, 33 глава, што вели таму, значи, 3-4 стих, 4 посебно. Духот Божи, што вели таму? Јов, 33 глава, 4 стих. Духот Божи ме создал. И Духот на Семогниот што ми дал? Живот. Без овој дух, јас не би постоел. Меѓутоа, благодарение тој дух, јас сум што? Жив, јас постојам, јас делувам, функционирам. Јов 33:4. Понатаму,
Псалам 104, што вели таму извештај 29 и 30 стих? Што вели Давид? Го одвраќаш лицето свое, се жалостуваат, им го земаш духот и тие што? Гинат, се враќат каде? Во прав. И 30 стих. Им го испраќаш повторно духот, тие постануваат. Кој има клучна улога тука, значи во животот? Духот. Го земаш духот, мртви се. Им го враќаш духот, живи се. Едноставна математика. И Псалам 33, 6 до 9, што вели? Последниот од овие 3 стиха во овој правец кој зборуваме за оваа карактеристика, познат стих, значи Псалам 33, што вели таму 6 до 9, со решта Господова небото и земјата се создадоа, а со духот на неговата уста сите нивни воинства. Зошто тој рече и постана, тој заповеда и што? Се покажа. Да. Со еден збор, браќи и сестри, нема живот без дух. Адам бил фигура кога излегал од Божите раце. Бог не напред го создал Адам како кукла, ако можам така да се изразам. Ќе рече дека после во неговиот нос, нели така му дал дух, но за да биде тој нос, прво да биде создаден тој нос, и тие очи, и тие глави, и тие раци, и тие нозе, Бог прво создал фигура. Ама таа фигура без тој дух што би било? Ништо. Али кога Бог дал животен дух, нишмат, како вика таму тој збор, тогаш тој едноставно постанала жива душа. Да. Значи, како што е важен Духот Свети во живот, така не е важен Светиот Дух, ако сакаме повторно да се родиме. Која лекција му држи Исус на Никодим таа ноќ, кога сите спиеле во Ерусалим, ако можам така да кажам? Али кој ќе направи таа сила, таа ново родување? Светиот Дух, од каде знаеме? Према Тит, 3 глава, 5 стих, вика преку бањата на наново раѓање. Нели така? Преку Светиот Дух ќе се случи таа промена во нашите животи. Нашите поединечни животи, нашите бракови, нашите семејства, нашите цркви ќе заживеат кога ќе разговараме, ќе се молиме, ќе го бараме Светиот Дух. Тоа треба да ни биде прва и основна задача. Тој ни е неопходен. Не може да се помериме без тоа. И затоа тука останувам малце повеќе време. И тука еден текст сакам да прочитам од Review and Herald, слугинката Господова го напишала на 28 април 1904 година и ќе завршувам со прва карактеристика, вели следното. На нашите верници потребно да се вдахне животен дух, како би биле будни за духовен живот и работа. И сега што вели понатаму? Некои верници изгубија од својата животна сила, делуваат поспани. И се прашувам, само некои? Јас си поставам прашање. Само некои? Да, некои во тоа време, ама денес коди времето се повеќе и повеќе. Нека на овие души им помогнат оние души кои што ја примиле Христовата милост, за да и тие станат. Одржувајте го токот на животот, кој што доаѓа од Христа, за да можеме да запалиме живот и кај другите. Живот! Животот и смртта се теми што се испрепетуваат во Библијата. Ама духот е одговорен за живот. И ајде, браќи и сестри, нека ова мисла не води, Господе, го ќе ми отвориш очите наутро, секој ново утро, те молам да не заборавам, да се обратам на Тебе во молитва и да го барам Твојот дух. Нека ми биде неопходен. Одвојте некојаш 5 минути, кога имате секојдневни обврски. Знам, дека ќе се зафатиме со работа, забораваме може и на се. Знаете Мартин Лутер што велел? Кога највеќе се молил Мартин Лутер во својот живот? Кога имал најголема работа. Вика, не можам да замислам, вика, да не поминам 2 до 3 сати на молитва, вика. И тоа кога имав најголеми обврски. 2 до 3 сати во молитва, кога имал најголеми обврски. Ке кажеме, друго време си живеел Лутер ти во тоа време. Ама дали кажете ми, дали е друг ѓавол тогаш и сега? Дали е друга човечка природа тогаш и сега? Иста е. Исти искушенија, исти проблеми, исти ѓавол. И затоа ни е потребен исти Бог. И затоа ни треба исто посветување кој што имал и Лутер. Да. Тоа е прва карактеристика. Ветерот или воздухот или неопходен за живот. Втора карактеристика. Ветерот е невидлив по својата природа. Ајде, покажете ми го ветерот. Каде е? Тој не е зид, тој не е катедра, тој не е микрофон, тој не е човек, тој е невидлив. Но дали затоа што е невидлив, тој не постои? Не. Светиот Дух не го гледаме. Меѓутоа тој постои.
Тој работи на свој начин. Чудно за нас. Меѓутоа, тој како таков едноставно работи. Кој ги покренува едноставно големите ветерници? Кој ги покренува млиновите? Кој ги покренува бродовите и едрата? На едра што се? Можеме само со сетилото да слух да го слушнеме. Ама тој тука делува. Сега, клучно прашање. Дали имаме доволно развиен духовен слух, за да можеме да ја препознаеме работата на Светиот Дух? Ајде да бидем искрени. Колку пати ти во глас ке ни каже, немој таму да одиш. Чувај се од тука. Бог зборува. Дали имам доволно истренирано уво да го слушам? Му се обратил еднаш Бог на малиот Самуил, вие знаете, во храмот. Мислил дека е свештеникот, отишол кај него, нели така? Илија. Не, вика, не сум те повикал. Ама знаете што е чудно во таа ситуација? Ајде, ако малиот тука тоа не го препознал, како не можел Илија тоа да го препознае? Дали имаме доволно развиен слух духовен да можеме да го препознаеме гласот на оној на кој што Јован 14:17 вели, работи невидливо и неприметно од човековите сетила, меѓутоа работи во нашите срца. Тој доаѓа во нашите животи, невидливо, и тој ги оплеменува нашите животи, нашите срца, нашите мисли. Нашиот апетит е другачие, нашите погледи се другачие, нашите размислувања треба да биде другачие, ама ќе му дозволиме ли да работи невидливо? Овој свет сака видливи работи. Овој свет каде што ние живееме, сака работи каде што луѓето ќе бидат приметливи, да ги приметува, да ги представува, да ги тапкат во рамиња. Но Божието Слово преку Светиот Дух расте неприметно во срцето на човекот и тука тој донесува род. Напредува едноставно и понатаму. Затоа да му дозволиме на Светиот Дух, иако невидлив за нашите очи, али да му дозволиме да го работи тоа во нашите животи и да ни донесе едноставно големи искуства. Трета работа, поврзана слично со ова, но многу важна. Ветерот, неговата работа, освен што е невидлива, и таинствена е. Таинствена. Како тоа ќе го објасниме? Кажете ми. Тој дува каде што сака. Нели така, вели Исус на Никодим? Такви работи на Светиот Дух. Тој не е ограничен од човековите закони, човековите очекувања, од човековите желби. Ама кажете ми, кој ќе допре некој човек, што се случува? Само 3 кратки примери да ви спомнам. Едно од Светото писмо, два од историјата. Петар во затворот бил, вие знаете. Го допрел Светиот Дух. Бог испратил и ангел плюс. Што се случило со Петар? Излезе покрај сите таа гомила на стражари, ако можем да кажам, мноштво на стражари, и таа железна врата. Кој ограничување има Светиот Дух? Никако. Во еден момент Светиот Дух допрел еден калуѓер, монарх во средниот век, Мартин Лутер. Што се случило? Цела Европа била потресена од тоа што го проповедал. Имал храброст да ги закуца тие 95 тези едноставно на вратата во Витенберг и да застане силно. Вие знаете, да ве посетам, многу добро го знаете, кога му рекле, каде ќе одиш, Лутер, таму на тој состанок? Каде ќе одиш во Вормс? Абе, таму бива, таму отишле. Ама секој земале карта во еден правец, никој не земал карта повратна. Зошто? Сите били убиени. Ама, која беше верата на Мартин Лутер? Што кажал? Ама го кажал затоа што Светиот Дух го допрел, таа таинствена сила. Вика, нека има толку ѓаволи, вика, во Вормс, колку што има што? Знаеме. Керамиди, вика, колку керамиди има во една куќа, камоли во цел град. Пак ќе одам таму, вика. И нека огнени јазици, вика, има од това место до таму, вика, повторно ќе одам. Зошто? Кој го водел? Светиот Дух. Да. Голема е силата на Светиот Дух, ќе го допре срцето на човекот. Да. Петар, ајде да се вратам само на кратко, Петар да се одрекол, не го познавам Исуса, ама го допрел Светиот Дух, станал пред мноштвото и рекол, луѓе, ние не сме пијани. Ние само кажуваме она што Бог обетил уште во Јоил, во Стариот Завет, во 2 глава. И еве тоа би го кажуваме. А да не кажам кој дело го направило, значи една книга што е напишал еден човек, Џон Бањан, сте слушале за него, нали така? Патот на христијанинот. Прекрасна книга. Има прилика да прочитам исто, скоро исто така има еден филм, на интернет може да го најдете, Патот на христијанинот. Прекрасно е нешто. Таму го пишува патот на еден човек, како од моментот го запозна Исуса, оди према небото и со кои све искушенија се соочува на својот пат. Прекрасна книга. Тој котлар
од затворската врата, значи дека тука бил, го напишал во свое дело. Да, каде можем да бегаме од присуството на Светиот Дух? Поставува прашање Давид. И одговара во 139 псалам. Што вели? Кај да одиме? Кај да одам од Твој Дух? Тој е таинствен, невидлив, ама сега присутен. Тој е тајна неговата работа, пишува мудриот Соломон, кој што има мудрост, која што му позавидувале најмудрите луѓе во тоа време. И таа царица која дошла, се зачудила од неговата мудрост, али и тој имал за него тајни во животот и напишал во 11 глава 5 стих, што вели таму во книгата Проповедник 11 глава 5 стих, која зборува за ова многу важен текст. И еве што вели: како што не го знаеш патот на ветерот. Баш таа слика ја употребува. Како што не го знаеш патот на ветерот, никако постануваат коските во утробата на трудна, на бремена жена, така не ги знаеш ни делата Господови како ги создава. Не знаеме. Ма не ми е важно дали знам или не знам. Библијата јасна е, праведникот од што ќе живе? Од знаење. Од вера ќе живе, тој животен стил е неправедник. Праведникот од верата жив ќе биде. Господе, не сакам да знам и не можам да знам. Ај само да кажам и ова. Не го планирам. Постоја 3 врста на незнаење. Прва врста незнаење, не знам, затоа што не можам да знам. Тоа знаење го знае само Бог и никој друг. Према 5 Мојсеева 29, што вели? Оне што е јавно е на нас и нашите синови. А оне што е тајно од кого е? Од Господа. И за таква врста незнаење ние нема да бидеме одговорни пред Господа. Тоа само Господ го знае. Не знам затоа што не можам да знам. Втора врста незнаење. Не знам затоа што не сум информиран. Другите се информирани, другите имаат познавање, другите го имаат информацијата, ама јас ја немам. Не знам. Може би ќе дојде време кога ќе знам, ама сега не знам. И Исус му вели на Петар, кога ги мие нозете на учениците: Петре, ова што јас сега го правам, ти не го знаеш, ама ќе дојде време кога што? Ќе знаеш, тоа е врста незнаење која што може да биде краткорочна, може и долгорочна. И за таква врста незнаење нема да бидеме одговорни пред Господа. Не знам затоа што едноставно немам информација, не сум информиран. Но постои трета врста незнаење за која ќе бидеме одговорни. Тоа е не знам затоа што не сакам да знам. Тоа е трета врста незнаење која што ќе бидеме одговорни. Информацијата ми е на дофат, Господ ми дал се, ама ја што? Не сакам. И за тоа едноставно ќе бидеме одговорни. Но за ова врста незнаење не сме одговорни. Божиот дух ќе работи Божиот дух. И работи. И нека го направи своето дело едноставно во нашиот живот. Но, имам една работа да кажам пред додам на последните 2 да ги спомнам. Да ве посетам што вие многу добро знаеме. Ветерот. Почнам вака, за да бидам појасен. За да нешто исполниме, jer ние велиме да се исполниме со Светиот Дух, нели така, сликата на ветер. За да бидеме исполнити со нешто, претходно, браќа мои сестри, треба да бидеме ослободени од нешто. Не можеме чаша исполнета до врв со вода да ја наполниме. Ке се излие. Таа може да биде, прво, течноста да биде отстранета, за да може нешто друго. Со што сме исполнете ние претходно? Нашето јас е голем наш непријател. Го прашале Абрахам Линколн во една прилика, вие знаете, поранешен председател на Америка, вика, од кого, вика, ти највеќе се плашиш? Бил во кандидатура едноставно за председател на Америка, двајци имал соперници, еден од исток, еден од север, еден од југ. И кажал, сигурно сте го сретнале тоа, нели така таа мисла. Ки излезам полесно и со оној од север, ки излезам полесно и со оној од југ. Ама од оној Абрахам, вика, многу е опасен. Не знам како со него ќе излезе на крај, вика. Непредвидлив е, вика. Се појавува таму каде што не очекуваш. Каде што не го садиш, таму се појавува. Да, нашата грешна природа, исполнети сме понекош, дали ќе признаеме или не, со некои работи од нашиот живот, и Бог не повикува да се ослободиме од тоа, за да може едноставно да влезе во нашите живот. Тоа е трета карактеристика. Спомнавме 3 до сега, значи ли така, неопходен ни е за живот, невидливо работи и таинствено работи Светиот Дух. Последните 2 сакам да ги спомнам. Четврта, предпоследна. Ветерот делува различно. Многу интересно. Нема една намена ветерот. Има неколку намени. Од една страна, ќе земеме и текстот од Библијата, ќе видите многу интересно, од една страна чисти, лечи, дава свежина и снага, како знаеме. Во една просторија која сме повеќе време,
Што сакаме во таа просторија се случи? Проветрување. Вика, чекајте малце да отвориме прозор, за да може што? Да дојде свеж воздух, за да може просторијата да биде посвежа, да можам подобро да мислиме. Ако немаме доволно воздух во главата, како ќе мислиме зрело, нели така, здраво? Значи, од една страна лечи, освежува, дава снага, ама од друга страна, вели извештајот, вие многу добро знаете, суши, пали, уништува ветерот. Поготово ќе биде споен со оган. Што се случува? Пожари, летно време. Да. Ветерот ја чисти атмосферата каде што живееме. Да, тој донесува и целување и здравие. Ама секојаш бараме ние свеж воздух кога сме во една затворена просторија. Ѓаволот би сакал да се наоѓаме во една загадена духовна просторија, едноставно во нашиот духовен живот, со тоа што нема да проучуваме, ќе живееме од туги искуства, од минато ќе живееме, оно што сме го имале 5 година, 2, 3, 5, 10. Исус сака постојано нов, свеж брана, свеж дух да влезе во нашиот живот. Еве таков еден стих, Ривиен Херат од 6. мај 1890 година, вели вака: мораме да се воздигнеме над ладната атмосфера во која што така долго живееме. Каде што Сотона ги обвиткал многу души и да дишиме чист воздух на небесна атмосфера. Да. Кажете ми како кога Павле дошол од тоа трето небо доле? Кога го има видено се тоа на што го има видено. Кажам, Јован, кој бил во Патмос, кога сето тоа го видел и потоа се вратил во Ефес и бил старешина од црквата до крајот на својот живот, нели така? Значи, тој е единствено природно, да кажам така, со природна смрт умрел. Сите останате биле тежок начин, нели така, зверски убиени. Како бил животот на Јован, на Павле, кога сето тоа го виделе, кога имале средба со Исуса Христа? Кажете ми. Доаѓаме од странство, понекогаш, нели така, тоа го зборувам таму, нели така, во што туризери често, наши многу отидоа во страна, можда 50% и повеќе луѓе отидоа. И знаете, ако видиме некој подобар и поубав свет, кога доаѓаме со каков жар и ентузијазам зборуваме за тоа. Замислите како зборува Елен Вајт, кога исто така видела тоа што Бог ја откри, Павле, Јован, кога дишел од тој чист воздух, да кажам така, навистина се било другачие. Исус не повикува секој ден едноставно тоа да се случи во нашиот живот. Библијата споменува 4 врста на ветрови. Кратко ќе ги спомнам кои се. Прва врста на ветрови, тоа се источен ветар. Во Библијата имаме извештај за источен ветар. И тој е спореден како опасен ветар. Да, во Библијата имаме термин источен ветар. И тој е опасен ветар. Тако ветар наоѓаме запишан едноставно во 1 Мојсеева 41 глава 23-27, кога едноставно беа опустошени фараоновите жита. Со источен ветар едноставно бил уништени. Тако ветар источен, вика, бил донесен, добил скакавци. 2 Мојсеева 10 глава 13 стих. Да, источен ветар. Бог е дозволува во вашиот и мојот живот да се појави понекош источен ветар. А тоа е ветар каде што едноставно ќе имам искушение и неволи, каде што нашиот карактер што? Не се развива. Доаѓа еден ден една сестра кај еден проповедник и вели: имам една мака, сакам да ми помогнеш. Повели сестро, што може да направам? Немам трпение. Многу брзо избувнувам. Не можам, вика, да молчам дека друг зборува. Сакам да му кажам. И многу тоа го кажувам енергично, вика, со апетит. Те молам, можеш ли да се молиш за мене, вика, да имам трпение? Може, вика, ајде. И селен да се молат. Господе, ти благодарам што ова сестра била толку во молитва, кажа проповедникот, искрена и побарала помош. И те молам, дозволи во незиниот живот да дојдат проблеми и неволи. Почна проповедот, тој прави да се моли. Чекај, вика, немој, ќе се услиши твојата молитва. Не сум те молил, вика, за проблеми, сум те молил за трпение. Па за тоа се молам, вика. Како бе за тоа ти за проблеми се молиш? Не, вика, читай Јаков што пишува таму. Имајте радост, браќа, вика, во секоја напаст што ќе паднете. Зошто, вика? Па таа напаст што ќе направи со вашиот карактер. Промени трпение. И така ли проповед? Моли се и понатаму, вика, за неволи. Источен ветар нека дојде во мојот живот, вика, нека направи малце промена. Да, браќи и сестри, не волите се тука, тој источен ветар е тука да го способи нештот карактер, да може да биде налик на Христовиот. Понатаму, западен ветар во Библијата е представен како ветар на ослободување. Исто во 2 Мојсеева 10:19, со источниот биле донесени скакавците, а со западниот биле однесени. Многу интересно.
Западен ветар. Да. И тако ветар обично вели донесува мир и смирување. Исус е првиот утешител. Светиот Дух е вториот утешител, параклетос, тој збор што се употребува, нели така? Кога живееме поштено, верно, честно спрема заветот, небесен мир, западен ветар, Бог испраќа да ни донесе мир, спокој во нашите срца. Тоа може само Бог, преку својот добар дух, преку тој западен ветар. И затоа во нашиот живот нема секојаш источни, нема секојаш само западни. Доаѓаат и овакви ветришта, доаѓаат и онакви ветришта, ама и едните и другите се за благослов. Зависи како гледаме, нели така за нив. Ние би сакале западен ветар цел живот имаме, нели? Ослободување. Ама има и источни. Понатаму, има северен ветар, многу интересно, према мудри изреки, 25 глава, 23 стих, поради времето не ги читам, само ги споменувам, па можете да ги прелистате. Значи, 25 глава, 23 стих, северен ветар, и Јов, 37 глава, 27 и 22, вика, овој ветар, северен, многу интересно, донесува дожд и освежување. Дожд и освежување. Само земјоделците знаат колку тоа е благослов голем. Како мали деца, некој игравме фудбал, не сакавме дожд. Вика дожд се. Кај сега баш ние сакаме да играме? Не сакаме дожд. Ама голем благослов е. Може ли без дожд да расте нешто? Нема. Бог знае зашто и северен ветар ќе испраќа во нашите животи. А од друга страна, према Јов 37 глава 27 и 22, вели, изобилство на храна се донесува со тој северен. Па да, кога има дожд, расте, она што е во нивата, донесува род, има храна, има задоволство. Бог знае како ветар да испраќа во нашиот живот. И на крај, јужен ветар, нели така? Некако она група што постои една, нели? Него јужен ветар во Библијата пишува, исто така Јов 37 глава 17 стих. Тој е по самото име, вели, донесува топлина, донесува мир, донесува мирис. Тој ја грее човековата душа. Тоа е, знаете кој се случува? Кој ќе сведочите некому и преметувате како таа душа го отвара своето срце за Господа. И како е вашето срце тогаш? И гледате како влегува во базентот за крштевање, нели така тука? И излегува таму, а со неја сте поминале 50 часа, може 50 пати сте биле кај неја дома, сте проучувале, па има моменти се откажувала, па се молиш, па се... И на крај гледаш, излегува онака, значи, разсмејана, го предала својот живот на Исуса, а тебе нешто на срцето што ти е? Многу топло нешто, многу фино. Тој јужен ветар Бог испраќа да ги грее срцата наши. Завршам. Бог испрати источен и западен ветар, и северен и јужен. Тој знае. Фала му на Господа, нека биде негова волја. Тој знае како и тој знае кога. И последната особина на ветерот што ја има, пред да одиме на таа последна визија да ја споменеме на крајот, Светиот Дух е непобедлив во своето движење. И ветерот. Кажете ми, кој човечки механизам може едноставно да го спречи? Да го спречи ветерот? Може ли? Ќе кажете, може кинескиот зид, нели така? Таму нема ветер, има кинески зид, нели така? Ништо не може. Ветерот едноставно е непобедлив. Тој го покренува морето, ги покренува брановите, прави пустош пред себе. Нели така? Олуи кои се појавуваат, кровови летат, едноставно. Торнада, оркани. Непобедливе. Светиот Дух кој ќе почне да делува, што се случува? Кога бил верен Самсон, да кажам само кога бил верен, и кога Светиот Дух го употребал во оние моменти кога дозволувал, што направил преку него? Што направил? И што ќе направи на крајот на времето? Послушам библиска поука, еден ангел, што е направил една ноќ таму? Колку луѓе едноставно, нели? И вели тука еден извештај, вели, кога Светиот Дух работи, верните добиваат сила, грешниците гинат, совеста се буди, вика, и чувство на светост го обзема човекот. Тајните гревови едноставно се испливаат на површината и човекот се гледа таков каков е. Браки и сестри, насушам ни потреба да се сретнеме со Светиот Дух, ако можам така да се изразам, да се гледаме лице во лице. Мораме да признаеме, како лаодикејци ние сме самозадоволни. Многу сме задоволни. Имаме добро мислене за себе. И обично не сакаме никој да дира во тоа добро мислене што го имаме за себе. Ама Бог вели, не знаеш, ова ти треба, ова ти треба. Ова ти треба. Ти во нешто си добар можда, ама ти треба уште ове работи. Нека Светиот Дух ја направи таа промена во нашиот живот. И ве сега на крајот, како илустрација, како завршеток, како шлак на сето ова што го зборевме, ќе проучиме една тема, значи една визија запишана во
во Стариот Завет. И ова да го спомнам, ајде да го спомнам кратко, 1 минута, па пред да ја споменем ова визија. За сите значањи теми во Светото Писмо, Бог дозволил да се напише најмалце по 1 глава и повеќе. Сте приметиле? Многу интересно. Во Библијата немате болдирано нешто со компјутер, немало компјутери во тоа време, да кажам, па и сега подвлечено, болдирано, италик да пишува, него Бог често пати на работа ја повторувал со намера луѓето што? Да запаметат. Но има клучни теми што по цели глави има за него Библијата. Пример, создавањето на светот важно ли? Важно е. Прва глава, како почна Библијата? Со создавањето, цела глава за создавањето. И втора глава за создавањето. И последните 2 глави во откривение за создавањето. Важно е создавањето. Божиот закон важен ли? Ептен важен е. Втора Мојсеева 20 глава зашто зборува? Пета Мојсеева 5 глава зашто зборува? Цел 119 псалам посветен на што? На законот. Задоволство ми е, ова бродо кажам. Од тоа место сум го кажал 119 псалам. Поминало 20 повеќе години, една попладне. Значи, ми беше задоволство да го научам. И навистина, тоа е најголема глава во Библијата. Напишан во облик на акростих. Секој 8 стих во 119 псалам почнува со нова буква во еврејската алфабет. Многу интересно. Понатаму, Матеј 5, 6, 7 глава за законот посветени се. Христовото страдање дали е важно? Ептен важно. Сите евангелија зборува за што? За страдањето. За некои теми зборува само Матеј, Марко, нешто Лука, ама за страдањето што? Сите евангелисти зборуваат за страдањето. И не само тоа. И 2 глави во Стариот Завет зборуваат за што? Кои се тие? Исаија, 53 глава, Псалам 22. Многу е важно. Воскресението дали е важно? Христово. Ептен. Сите 4 евангелија зборуваат за тоа. И 1 Коринтијаните 15 глава за што зборува? За воскресението. Љубовта Божја? Најголемо од се. Многу важна е. Многу места има во Библијата за љубовта. Ама 1 Коринтијаните 13 глава многу е важна. Крштевањето дали е важно? Ептен важно. Матеј 3 глава цела е посветена за крштевањето. И ред така. Светињата дали е важна? Цела една книга Бог дозволи да се напише светињата. Евреите посланица. За Светиот Дух дали е важно? Ептен. Јован 14, 15, 16 глава имате многу места што зборуваат за вториот утешител. Ама ова визија спаѓа во категоријата на значење. Се е важно во Библијата. Ова посебно важно, круцијално важно. И затоа сакам со вас заедно со мене да пратите, да ги отворите вашите Библии и со овие 4-5 минути завршуваме, да малце кажеме нешто за ова визија, која што сака саат време проучување, може во некоја друга прилика, но основните мисли сакам да ги спомнам. Отворете книга на пророк Езекил, 37 глава. Ова е услов, темел за секое пробудување во црквата. Без ова нема пробудување. Без ова нема средба со Исуса Христа. Да, спремност, мислам, за неговото доаѓање. Еве што вели, ајде заедно. 37 глава читаме од првиот стих па понатаму. Ќе застанам на некои места. Езекил 37 глава. Што вели? Раката Господова дојде над мене. И Господ ме изведе во дух и ме постави каде? Среде пољана, а таму имаше што? Пољана полна со коски. Каде дошол Божиот пророк? Во една пољана? Во еден парк? Не, пољана, што имало таму коски. Какви биле коски? И ме прошета покрај нив и видов, и што виде? 2 работи примети кога виде. Имаше многу коски и сите биле какви? Исушени. Не се зборува ова, нели така, значи? Погото пред ручек. Ама тоа е што Господ му открил на пророкот. Пољана полна со коски, суви коски. И сега пазите, многу интересно, како Бог се пушта на наше ниво. 3 стих. И ми рече, сине човечки, омилена фраза, омилен израз, како се обрекал на Езекил. Сакаш ли овие коски да оживеат? И сега пазите како одговара посветен човек, како Езекил што бил. А јас реков, Господе, ти знаеш. Ако ти си наумил, ако мислиш дека тоа е добро, ако треба, ти ќе го направиш тоа. И слушайте сега што вели. Тогаш ми рече, пророкувај за овие коски и кажи им, ово е чудно малце, ние пророкуваме за луѓе, суви коски, слушајте го, што? Словото Господово. Слушајте го Словото Господово. Суви коски.
Овака вели Господ, Господ, за овие коски. Гледај, јас ќе ставам во вас што? Зашто не зборуваме цело време? Ќе ставам во вас дух. И вие што? Само Духот Божи може да оживее едно човечко срце, значи еден брак, едно семејство, една црква, една општина, едно општество. И што вели понатаму? И ќе ставам на вас ушти жили, ќе ве обложам со месо, и ќе навлечам на вас што? Кожа. И ќе ставам на вас што? Најважно од се. Дух. Клучен збор е дух. И ќе оживеете. И тогаш ќе познаете дека сум јас Господ. Еве тоа ти кажувам, Езекил направи го. И сега Езекил послушен и тоа го прави во 7 стих. Тогаш застанав, пророкував како што ми беше кажано, заповедано. А јас пророкував и што се случи, браќи и сестри? 9 степени според Рихтерова скала. Што се случи? Земјотрес. Огромен земјотрес. Потрес голем вика. И коските почнаа да се собираат како? Секој према својата коска. Почнал скелет. 207, 208, колку коски имаме, едноставно почнале едни со други да се спојуваат. И погледнав и видов, да, вика, видов и жили, и месо, од озгоре и кожа навлечена. Еве трагедијата. Намерно така Господ работи. Ама немаше во него што? Дух. Немаше дух. Намерно, малце да заставам тука пред вам понатаму. Може од надвор понекош све да биде добро. Љубава фасада, љубава облека, убаво дел, убаво све. Да нема дух. И ако се застане тука, вреди ли сето тоа што беше кажано, пророкувано? Ништо. Ама гледате како Господ пофази сега, вели. Еве го зборот. И пророкував како што ми заповеда. И влезе во нив дух, и тие што? Оживеја. И стана на своите нозе и беше што? Војска голема, луѓе, браќи и сестри, од тие коски луѓе стана, луѓе воскресение. Луѓе, голема војска. И вели извештајот понатаму, кога тоа се случи, тогаш ми рече: сине човечки, овие коски, кого представуваат? Домот Израилев. Црквата Божија. Адвентистичката црква. Нажалост, понекогаш, без Светиот Дух, ние сме суви коски. Потребни е дух кој што едноставно ќе ги оживее тие суви коси кои што се многобројни. А има доста наши браќи и сестри кои што едноставно не се со нас. Биле некош заедно со нас, ама не се со нас. И многу други луѓе во овој свет. И Господ сака да ги собере. И вели: гледај, зборував, гледај, зборуваат. Се сушија коските наши и помина надежта наша, пропаднавме. Затоа пророкувај. Гледате ли колку е важно да се пророкува? Понекој ќе кажеме: на кого да зборам? Не слуша, им зборувам. Ако не збориме, ептен, ништо нема да биде. Знаете трговците каква една девиза имат во животот? Вика: ако излезам да продадам, може ќе продадам, ама може не. Ама ако седам дома, сигурно нема да продадам. Така и ова. Ќе проповедаме ние, може ќе има ефект, не. Ама ако не проповедаме, нема сигурно ефект да има. Пророкувај. И вели извештајот понатаму што се случува. Затоа пророкувај и кажи им: овака вели Господ, еве јас ќе ги отворам гробовите ваши. И ќе ве извадам од гробовите ваши, народе мој. Како Бог? Божи народ. Божиот народ се наоѓа во гроб. Народе мој, ќе ве извадам од гробовите мои. И ќе ве доведам во земјата Израилева. И ќе познаете ка сум јас Господ, кога ќе ги отворам гробовите ваши и ќе ви изведам од гробовите ваши, народе мој. И на крајот: и ќе ставам дух во вас, за да можете што? Да живеете. Браќи и сестри, потребен е тој дух. Потребен е таа сила. Ајде уште еднаш на почетокот на оваа година, месец ден е поминало, да имаме еден нов почеток во смисла да Божиот дух ги освои срцата наши. Од тука, без тој дух да ги освои срцата наши, ништо друго не може да направиме. Никаква реформа во било кој план не може да направиме. Ајде да почнеме од тука, да му доставиме простор на Божиот дух, нека не земе и нека го оствари заедно со нас.